множи. Како се викаат броевите што се множат? Што ги множиме? Или при множењето? Како се викаат броевите што ги множиме? Лука, може да продолжиш? Да. Множител. Може целосно. Како се викаат броевите што ги множиме? Броевите што ги множиме се викаат множители. Множители. Филип, а бројот што го добиваме при множењето како се викаш? Бројот што го добиваме при множењето се викаше бројот. А која е спротивна операција на множењето? Матеј? Спротивна операција на множењето е делењето. Ти ми објасниш ти при делењето сега како се вика бројот што се добива при делење? Бројот што се добива при делење се вика количество. Да. Еве нега, како се викаат броевите што ги делиме, како се наречени при делењето? Тие се наречени делители. Делители, но првиот број си имаше жицу. Делени. Делени и делени. Благодарам. Ученици, оваа година, за разлика, зато и песна за разлика од прво делење, се запознатме со таблично множење, односно со таблицата множење и таблицата делење. На крајот на годината останува само да ги провериме знаењата, да ги повториме, да ги утврдиме знаењата, за да можеме во трето да продолжиме да работиме со задачи со повеќе цифри и со бројни изрази во кои што ќе се сретнати собирањето и делењето и множењето. На денешниот час да повториме таблицата множење, меѓутоа ќе се потрудиме тоа да биде низ игра. Ќе добиете листови на кои што се напишани, кои што сега не сте ги ни погледнале. Во прво, може би се сеќавате со наставничката Сања, со питање работевте на овие листови. Броење работевте на нив, но не е важно. На самите броеви директно ќе треба да работите, додека јас ви делам листови, подгответе си 4 боички по желба. 4 боички подгответе си за предмет. Мола Мона? Не, јас се извинувам. Може сега? Внимавај која е вашата задача. Еве ќе почнам ова вече. Ќе следите, јас ќе ви читам задачи, нумерички задачи без текст, и ќе ви читам количници и производ. Ваша задача е со боичката што имате во рака да го заокружите точниот количник на листот. Например, послушајте. Например, кога би рекла, ништо не пишува. 2 по 3. Производот, колку е, кажете ми, Елина? 2 по 3, колку е? 6. Во моментот кога јас ја читам задачата пример 2 по 3, вие веднаш го барате бројот 6 и со боичката што имате во рака само го заокружувате. Дали е јасно? Не морам да затворам главама. Сега така. Јас ќе се потрудам во овајка да слушате си. Ќе ве замолам повторување да нема, бидејќи ќе направиме збрка. Целта е да направиме, да ја повториме таблицата, меѓутоа што го развиеме и брзинското размислување. Дали е јасно? Да развиеме и брзината, спретноста, точноста при решавање. И затоа, повели Мартин, јас ќе читам, а вие ќе слушате.
земате по желба една боичка, меѓутоа се додека да не ви кажам јас, ја користите само таа боичка. Може? Нешка сакам да прашам, еднака заокружиме по една со друга боја или? Боичката ја чуваш во рака и работиш со неја додека јас да ви кажам, може? Може да почнеме? Да. Слушај. 7 по 9. Сега, само за окружија, не бои ништо. Сега слушни ова усно, треба да се го пресметам. 9 по, слушни, 9 по 10 плюс 4. Се малко потешко. 9 по 10 плюс 4. Може? Да. 8. Талевски, што друго освен таблицата множење може да се примени за овие табели? Ова се вика табела 100. Што друго може да направи? Само при таблицата множење и делење? Што друго може да си провериме? Мислам, што друго може да провериме? Ние на овој начин проверивме како делиме и множиме, така? А други математички операции може да се искористат? Како собираме? Може, собирање, одземање, двоцифрени броеви, така? А претходник, следбеник? Може? Тоа. И што друго на другиот лист повторивме? И на другиот лист повторивме броевите наднив и поднив. И парни и непарни? Парни и непарни броеви. Од дадени. Десетки. Ви се допадна часот? Да. Во четврто деление применуваме почесто вакви часови, преку кои што ќе повторуваме она што сме го совладале на претходните часови.